Поддршката од Видивака значеше многу, првично затоа што многу млади луѓе го следат тој портал и приказната за цистична фиброза стигна до многу луѓе. Без разлика на тоа дали постои терапија или не постои, ширењето на самата свест за одредена состојба е многу битно, затоа што може да спасува и животи. Се надевам дека за скоро време ќе имаме подобри вести. За сега имаме еден одреден почеток со кој е најавено дека ќе почнат над 12 години да се користи трикафта. Останува да се овозможи тоа, да се реализира и да продолжиме да се бориме и за малите дечиња да добијат пристап до оваа терапија и да можат животниот век да им биде 80 години. Па искрено искачувањето беше тешко, ама беше полесно отколку освојување на трикафта за сите. Со самата зима, нели, доаѓа и загадениот воздух, тоа кај нас е многу проблематично. Кај сите луѓе проблематично, кај нас посебно е тоа. Нормално дека со дишење колкото што дишеме повише ни се развиваат бактериите што ни се отвликат. И се разбира со повише терапии. Венозна терапија, по-често пилано зимно време. И сите други. Она што го очекуваме е остатокот од пациентите над 12 години да почнат во текот на 2024 година, а потоа ќе продолжиме со нашата борба затоа што сакаме трикафта да биде достапна како и во другите земји. Во Европа е веќе процес да се обезбеди трикафта над 2 години и сакаме и за нашите пациенти да ги имаат истите права како и во европските земји, во Америка, во Канада. Така да со тоа ќе ја продолжиме нашата борба додека не се обезбеди трикафта за сите на кои им одговара според мутација и години.